Прво решение за името, па потоа членство на земјата во НАТО. Ова е практично и главната вест што стигнува денеска овдека од Солун по трилатералната средба помеѓу премиерите на Грција, Бугарија и српскиот председател Вучич. Се разговарало за повеќе економски теми меѓу трите земји, меѓутоа она што е најважно за нас е дека Македонија, како што беше најавено, сепак беше дел од овие разговори. Тројцата политичари практично се сложија дека треба да се најде решение за името кој што ќе го откочи евроинтегративниот процес на земјава, меѓутоа нема да го наруши достоинството на двете земји. Се смета дека тоа е можно со голем напор помеѓу двете држави. Меѓутоа, она што е најважно и практично што представува конзистентен грчки став е тоа дека тие и понатаму ќе инсистираат првен да се најде решение за спорот со името, па потоа Македонија да влезе во НАТО и да ги започне преговорите со Европската Унија. Ова е практично став кој што и шефот на грчка дипломатија Никос Коцидиас пред нешто помалку од еден месец му го пренесе на својот македонски колега Никола Димитров за време на неговата посета во Атина. Сега и на повисоко ниво, значи премиерот Ципрас го повтори тоа. Прво решение за спорот со името, па потоа членство на земјата во НАТО. Мислам дека сега може да ја погледнеме изјавата од Ципрас. Му кажавме јасно на новиот премиер дека перспективите за пристапување кон Европската Унија и НАТО зависат од одлуките што ќе ги донесе Европскиот совет и НАТО на самитот, а според кои прво мора да се постигне компромис за спорот за името. На официјалната пресконференција своја изјава даде и Вучич, српскиот председател, кој што исто така кажа дека треба првен да се најде спор за името, па потоа земјава да стане членство на НАТО, ги охрабри двете страни во идниот период храбро да влезат во овие преговори, да се најде некаков компромис кој што ќе биде добар за конечно да се тргне грчката блокада во нашиот евроинтегративен процес. Меѓутоа, Вучич зборуваше и за онаа изјава која што неговиот министер за надворешни работи на Србија Датич ја даде пред 2 дена, во која што кажа дека Србија направила голема грешка со тоа што ја признала Македонија под уставното име. Вучич не беше конкретен што тоа сакал да каже Дачич во однос на тоа дали тој како председател го поддржува ваквиот став на Дачич, меѓутоа кажа дека чим не го осудува индиректно и го поддржува. Само да кажам дека оваа изјава ја даде и Дачич за време по средбата со неговиот грчки колега, така што ова е можеби едно ново светло во грчко-македонскиот спор во однос на името е тоа што Србија сега дава поддршка на грчката страна, а тоа е резултат, како што велат официјалните српски представници, поради тоа што земјава го признала Косово како независна држава, меѓутоа и гласаше за прием на Косово во УНЕСКО. Предлагам сега да го чуеме и Вучич. Ја сам пожелeo влади во Атини да... И посакав на владата во Атина со најдобра волја да постигне договор со владата во Скопје, од кој ќе бидат задоволни сите. Тоа би било значајно за целиот регион. Што се однесува до Србија, ќе ви одговорам искрено и отворено. Република Грција не ја призна независноста на Косово. Секогаш беше со Србија кога беше тешко. Ние во некој претходен период очигледно е дека не покажавме доволно почит кон тој факт. Србија во иднина ќе се раководи од своите интереси. Ќе им помага пријателски на тие што се на нејзина страна и кои помагаа во чувањето на принципите на меѓународното право. И во таа смисла нашите грчки пријатели секогаш можат да сметаат на нашата поддршка. Да сакав да го критикувам или да го демантирам господинот Дачич, лесно ќе го направив тоа. Мислам дека не го правев тоа. Тоа што е симптоматично или барем што отвара сомнежи во македонската јавност е зашто Македонија не беше повикана на оваа трилатерална средба, имајќи во предвид дека буквално беше заобиколена, како што кажав, Србија, Грција и Бугарија беа со своите највисоки представници, меѓутоа немаше представник во Македонија, освен за проблемот со името се разговараше за голем број инфраструктурни објекти што треба да ги се поврзат овие три земји, меѓутоа и за големи економски проекти, односно да се подобри економската соработка помеѓу Грција, Србија и Бугарија. Она што е најважно за нас, што еднаш ќе повторам, е пораката што ја прати грчкиот премиер Ципрас, а тоа е дека пред да се најде решение за спорот за името, Македонија не може да се надева ниту на членство во НАТО, ниту за почеток на преговорите за членство во Европската Унија.